се ближат новогодишните празници. Се подготвува и Дедо Мраз. А ние сме сегогаш подготвени со нови содржини. Така е, и овој пат бевме вредни деца и ви подготвивме убава емисија. Денеска во Мини Вести ќе ве однесеме на гости кај Чичко Зоки поштарот, кој ни откри кој ги носи писмата кај Дедо Мраз. А за крај ќе дознаеме многу интересни факти за зимата. Не го менувајте каналот. Вие гледате Мини Вести. Сите деца во светот му пишуваат писмо на Дедо Мраз. Луција, дали те му пиша писмо на Дедо Мраз? Да, Давид, му кажав дека бев умна и дека сакам барбика. И јас му пишав, но побарав фудбал. Колку писма добива Дедо Мраз од децата во Македонија, ќе го прашаме Чичко Зоки поштарот. Цела година се трудиме да бидеме добри деца, за да не има на новогодишниот список на Дедо Мраз. Знаеме и да му напишеме писмо со нашите желби и нормално сакаме да најдеме подарок поделката и да добиеме пакетче. На Дедо Мраз му пишуваат сите деца во светот. Најмногу писма, над 1 милион, му испраќаат децата од Франција, но тука се и децата од Канада и Америка. Во Канада Дедо Мраз има дури и посебен поштенски фах – хо-хо-хо, а најчеста адреса на која се испраќаат писмата е Северен пол, домот на Дедо Мраз. Дали децата од Македонија му испраќаат писма на Дедо Мраз, го прашавме Чичко Зоки поштарот. Јас сум Дарјан и сум во пошта со Чичко Зоран поштарот. Чичко Зоран, дали вие ги носите писмата до Дедо Мраз? Да, ние ги носиме писмата и ние ја носиме на писмо на таа тајна адреса каде што живее тој и само преку нас може да стигнат до Дедо Мраз. А вие само пишете ги вашите желби и ние ќе се потрудиме да ги донесеме до кај Дедо Мраз, онда може да ги прочита на време и на време да стигнат до вас за новата година. Дали сите желби ќе стигнат до него? Да, секако сите желби ќе стигнат на време, затоа што сите поштари традиционално пред Нова година се организираат да може да стигнат до кај Дедо Мраз сите тие желби, да може он да ги прочита без оглед на времето, дали врнело, дали веело, и ќе стигнат кај него и тој да може да ги прочита и да ги донесе точно на време. Сите ваши поклончиња и сите желби што ги се внатре да бидат исполнети. Дали за Нова година има многу честитки? Да, секако традиционално овој месец има илјадници честитки кои што се испраќаат и ние ќе се потрудиме да стигнат на време за да може да бидат пред новата година прочитани и посаканите желби остварени. Дали ќе стигнат сите честитки кај децата? Да, на време ќе стигнат затоа што пред Нова година ние сме добро организирани, се спремаме да можат точно на време да стигнат писмата, за да може сите дечиња да кои испратиле, а и тие кои примат да добијат писмата и внатре да ги прочитаат честитките за Нова година и божичните празници. Денеска цел ден го посветуваме на интересни факти. Ке дознаеме нешто плюс за белата кралица зимата. На нашиот список се снегот, мразот и снегулките. Со доаѓањето на зимата доаѓаат и интересните факти за неа. Во рубриката Дали сте знаеле, денес ке зборуваме за снегот, мразот и ниските температури. Снегот денес, привремено или постојано, покрива околу 23% од површината на земјата. Покрај препознатливиот бел, постои така наречениот црвен снег, а истиот изгледа вака. Поголем дел од снегулките се помали од 1,5 cm. Најниската температура забележана некогаш изнесува минус 128 степени Целзиусови на Антарктикот во 1983 година. Дали знаете дека има луѓе кои се плашат од снегот? Овој страф има свое име и се вика чионофобија.
Планината Килиманџаро во Танзанија има константна покривка од снег која може да се види дури од екваторот. Највисокиот снежко во светот е изграден во Бетел, Америка во 2008 година и бил висок 37 метри. Рекордот за најмногу снежни ангели е поставен во Канада во 2004 година, кога децата од неколку училишта направиле 15.851 снежен ангел. Не заборавајте и вие да направите снежен ангел и да уживате во белата убавица зимата. Christmas time is here. Everybody, let's twist. Merry, merry Twistmas, a bright Christmas tree. Everybody Twistmas, sing and dance with me. Here we go. Jingle, jangle, sing all day long. Mingle, mingle, dance with bingo. Golden bells are ringing, ding dong. Sing jingle-ling-a-ling-a-ling. Hey! Twist, twist, Christmas dance. Twirly, whirly, twirly, whirly, twist, dance. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, twist. Merry, merry Twistmas, a bright Christmas tree. Everybody Twistmas, sing and dance with me. Here we go. Jingle, jangle, sing all day long. Mingle, mingle, dance with bingo. Golden bells are ringing, ding dong. Sing jingle-ling-a-ling-a-ling. Hey! Merry, merry Twistmas. Yeah! Денеска во Мини Вести ќе ви покажеме како да направите украси за вашиот дом, односно снежко чорапче. И пред самиот крај ќе ви раскажеме приказна за Рудолф. Не го менувајте каналот, гледајте Мини Вести. Снежко белчо е символ на белата зима. Кога ќе падне снег, сите правиме снежко. Ангелина, дали знаеш дека можеме да направиме снежко од чорапче? Не, Марко, прв пат слушам. Многу е забавно, сега научиш од видеото. Правењето на интересни новогодишни украси никогаш не било полесно. Заедно со мама или тато, бато или дада, засукајте ги ракавите и направете уникатен снежко од чорапче. За овој снежко ќе ви биде потребен еден бел чорап, уште еден чорап во боја за капчето, ориз, конец или гумено ластиче, копчиња во различни бои, лепак, украсна лента и шпенагли со топче на врвот. Постапката е многу едноставна, а вашиот снежен пријател за миг ќе биде готов. Најпрвен белиот чорап наполнете го со ориз и кога ќе ја добиете посакуваната големина, врвот заврзете го со конец или со гуменото ластиче. Потоа земете уште едно ластиче или конец и заврзете на средина и на тој начин ќе добиете и глава и тело на снежкото. Откако ќе го направите тоа, на телото на снежкото залепете 3 различни копчиња, а потоа на главата ставете ги шпенаглите како очи и носе. Второто чорапче, кое може да биде во боја или не, исечете го така што ќе ви остане делот само кај прстите. Малку завиткајте го и ќе добиете капче. Капчето може исто така да се залепи со лепак. На крајот останува да пресечете од украсната лента, за да направите шалче и да го залепите. Уникатниот снежко е спремен да му даде новогодишен дух на вашиот дом.
Мраз ке дојде да ни донесе подароци со својата санка. Санката ја влечат 9 ирваси кои што летаат. Најпознатиот од нив е сладкиот Рудолф. Тој има црвена носа. Дедо Мраз нема да успее да стигне кај сите дечиња во светот ако не се тука неговите ирваси. Тие ја влечат санката натоварена со подароци, па лесно е да се заклучи дека декември е месецот на ирвасите. Дедо Мраз има 9 ирваси, од кои најпознат е сладкиот Рудолф. Денес ќе ви откриеме како тој стана миленик на целиот свет. Рудолф бил млад ирвас кој бил задеван од другите ирваси поради неговиот голем црвен нос кој светел. Но кога на Божикината вечер паднала магла, Дедо Мраз се загрижил дека нема да може да ги подели подароците, но Рудолф го спасил Божик. Во маглата со помош на светлото од неговиот нос, тој предводел санката, која дотогаш ја влечеле 8 ирваси. Така малиот Рудолф стана најпознатиот ирвас во светот, но и најсладкиот. Денеска во Мини вести. Спомените ги чуваме преку фотографии, па дознаваме се за фотографијата и празничните фотосесии. А пред самиот крај, ќе ви откриеме се за чајчето и неговото потекло. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини вести. Нема ништо пубаво од шолја топол чај со лимон и мед, кога времето е ладно. Со секоја голтка сме и побогати со неопходните витамини. За чајот постојат многу интересни факти, например дека по водата тој е вториот најконзумиран пијалок во светот, а Индија е најголемиот произведувач на чај. Во оваа земја има еден куп плантажи на кој расте чајната билка Камелија синенсис, а се бере од март до октомври. Најдобриот дел од растенијата се неговите листови и пупки. Чајната билка треба да биде обработена додека е свежа, за да се искористи нејзиниот максимум. Преработката на чајот започнува откако листовите ќе се исушат и ќе се стават во машина која го истиснува џусот од билката. Следниот чекор е оксидацијата, која се прави така што чајот се става на маси, каде се остава да отстои и веќе забележувате дека има кафеава боја. Чајот потоа се сортира, му се додаваат други билки, цветови, зачини и овошки и уште еднаш се преработува. Следниот чекор е подготовка и пакување за да се испрати во фабриките за чај во светот, каде ќе биде тестиран неговиот квалитет и потоа ќе биде испратен во продавниците и аптеките. 4 главни вида на чај се црн чај, улонг, зелен чај и бел чај. Чајот се препорачува да се пие во текот на целата година. Фотографијата денес е составен дел од животот. Со мобилните телефони во денот правиме десетици фотографии и многу е лесно да ги зачуваме спомените. Но вистински чувари на сеќавањата се фотографиите кои можеме да ги ставиме во албум. Минатото на нашите баби и дедовци најчесто го гледаме низ црно-бели фотографии. На родителите низ фотографии во боја, а нашите спомени ги имаме во компјутер или на социјалните мрежи. Во овој новогодишен период, кога целото семејство е на едно место, се прават едни од најубавите фотографии. Но уште побаво е ако направиме фотосесија во празничен дух, која ќе остане за секогаш, а фотографиите ќе ги ставиме во албум. Тие се убав спомен за кој денес зборуваме со фотографката Катерина. Јас сум Дарјан и сум во фотостудио. Како се станува фотограф? Фотограф се станува, не се станува фотограф, фотограф се раѓа. Јас станав фотограф од кога се роди мојата ќеркичка Јоана, пред скоро 4 години.
низината убавина едноставно ме плени, а од секогаш што ми е сакала фотографијата, секогаш сум сакала да бидам пред фотоапаратот, и сега од кога застанав позади фотоапаратот, видов една преубава магија која што не може да се опише со зборови. Сопругот е фотограф, веќе 23 години, со тоа што јас веќе имав учител позади мене. Техничкиот дел, голем дел технички, значи он ме научи, а креативноста доаѓа само од себе. Значи креативноста доаѓа уште додека сме мали. Јас од секогаш се памтам како шијам фустанчиња за куклите, како цртам, како добивам петки поликовно за тие цртежи и така. Што е фотосесија? Значи фотосесија е еден убав момент кога тато и мама доаѓаат кај нас во Fairy Tale фотографи да ги овековечат нивните моменти од нивното малечко бебенце. Значи во Fairy Tale фотографи започнуваме со фотосесии уште од најмала возраст. Најубави со ние фотографии на бебенца до 14 дена, кога мама и тато се спремни да го донесат бебенцето тука, ние сме спремни за да одговориме на тие барања, посебно на мајката. Затоа што бебето до 14 дена спие, е доста малечко и може да експериментираме и да правиме фотографии какви сакаме. Но покрај бебенцата, значи од тие најмалите, правиме фотосесии за деца како тебе, Даријан, веќе поголемки. Правиме исто роденденски фотосесии, се мачкаме со торта. Денеска немаме торта за тебе, ама следен пат ветувам дека кога ќе ми дојдеш на гости, ќе имаме спремна торта за тебе. Но имаме фотосесии за уште поголеми деца, еве например фотосесија за 30 роден ден, јубилеен роден ден, исто така правиме такви фотосесии со тортички. Што е потребно за една фотосесија? Пред се еден добар фотоапарат, потребен и добар и убав и светол простор. Просторот треба да биде топол, да биде удобен, затоа што сепак работиме со бебиња и со дечиња на кои што тоа им е потребно. Потребно е исто доста време за да се изработат сите тие позадини и сценографии, како што ја гледате оваа во позадина на која што седиме во моментов. Потребно е исто и време кога се слика, еве, например, едно ново роденче, значи потребни се 2-3 сати, во зависност, нели, од самото бебе, од самиот модел, како ќе се прикаже. Значи има бебиња што плачат, има бебиња што се смеат, значи не се сите исти, ама сепак доаѓаме до мој момент да најдеме златна средина. Исто така ни е потребна и добра гардероба. Кога мислам на гардероба, мислам онаа гардероба што е таква сладка и убава за фотографирање. Во нашето студио, значи, има доста од таа гардероба, посебно за оние најмалите бебуши што ги спомнав до 14 дена. И најважно е да се погоди и моделот. Какви фотосесии правите? Во Fairy Tale фотографи, Даријан, значи ги имаме најпрвин мамичките кои што се веќе бремени и носат бебенце во стомак. Значи прво тие ни се актуелни, после тоа се раѓа беба и одиме со фотосесија за новороденчиња. После тоа, значи, имаме фотосесии тематски, например Великден, пролет, есен, лето, нели, зима. Потоа имаме, како што ги спомнав, и смаш кейк фотосесиите, стандардни фотосесии има, но за мене најдраги и најомилени, Даријан, ми се овие фотосесии новогодишни, каде што се чувствува таа зближеност на семејството, на фамилијата, таа сплотеност, таа една топла љубов што ја има за време на сесиите и секако дека сликите од новогодишните фотосесии ќе ги гледаме и после 20 и 30 години и секогаш ќе се насмееме дека поминало еден многу убав период. Јас сум Даријан и видов како се прават фотосесии. Постарите често ни велате дека цел живот ќе учиме, а учењето е на интересно надвор од училишните клупи или градинката. Во следните неколку минути ќе дознаеме многу нови работи за луѓето, доматот, фламингосите и што ли уште не. Дали сте знаеле дека после 30-та година луѓето почнуваат да се смалуваат? Топлата вода пак се смрзнува многу побрзо од ладната.
и дека е невозможно да се кивне со отворени очи. Плюс, дали сте знаеле дека лубеницата е зеленчук, а доматот овошје? Во Азија пак дневно се јаде околу 1,5 милиони тони ориз. И медот е единствената храна која не се расипува. Кравата може да се симне по скали, но не и да се качи. Ако круасанот ве асоцира на Париз и мислите дека потекнува оттаму, грешите. Круасанот потекнува од Австрија. И за крај, фламингосите може да бидат розеви или портокалови. Нивната боја зависи од тоа што јадат. Денеска во Мини Вести, празничната магија ќе ја надополниме со божични ковачиња. И ќе дознаеме како изгледа, но и како се вика Дедо Мраз во различни земји во светот. Не го менувајте каналот. Вие гледате Мини Вести. Зимата со себе носи снег и мраз. Супер што спомна мраз. Денес ќе одиме на лизгалиште. Таму не чека Катја. Таа е одлична лизгачка на мраз која знае да прави пируети. Денеска во рубриката Дете талент ќе се запознаеме со Катја Танасковска. Таа лизга од својата 5-та година и тоа го прави одлично. Оваа година таа првпат настапи на државно и меѓународно првенство во уметничко лизгање, каде го освои 3-то место. Катја моментално се подготвува за новата сезона на Надпревари, па ние решивме да ја посетиме и да видиме како лизга. Јас сум Дарјан и сум со Катја на лизгалиште. Катја, зошто сакаш да лизгаш? Јас сакам да лизгам бидејќи е убав спорт и здрав. Кога почна да лизгаш? Ја почнав на 5 години, мајка ми и татко ми ме однесоа во Борис Трајковски и ја почнав да лизгам и така се заљубив во овој спорт. Дали е тешко да лизгаш? Кога почнав да лизгам беше тешко, но сега научив и сега многу ми е лесно. Колку пати неделно да тренираш? Јас тренирам 5 пати неделно, а кога имаме надпревари, тренирам секој ден. Како научи да правиш пируети? Јас научив да правам пируети со помош на моја тренер Ксенија, но кога бев мала беше потешко и сега дека знам повеќе и сега ми е полесно. Јас сум Дарјан и ве поздравувам од лизгалиштето Борис Трајковски. Првиот снег е вистинска радост за сите деца. Снечко Белчо е заштитен знак на зимата, но и сенкањето не смееме да го заборавиме. За да правиме снешко и да се санкаме, потребен ни е снег. Дознаваме што е снегот и како настанува. Санкање, лизгање, правење снешко белчо или снежни топки. Ова е магијата на зимата кога надвор ќе падне снег. Неговата појава во сивиот ладен ден умее да предизвика голема радост која споделуваме со семејството или другарчињата. Но што всушност е снегот? Што е тоа што со нетрпение го чекаме цела зима?
Снегот е облик на вода во цврста состојба, па иако неговата хемиска формула е H2O, исто како и водата или мразот, снегот се разликува од нив. Снегот се формира кога температурите се ниски и има влага, а се создава во форма на ситни кристали во атмосферата. Кога овие мали ледени кристали се судираат, тие се држат заедно во облаците и настануваат снеголки. Ако доволно вакви ледени кристали се држат заедно, тие ќе станат доволно тешки за да паднат на земјата. Врнежиот снег паѓаат кога температурата на воздухот е под 2 степени. Снеголките представуваат колекција од ледени кристали кои може да настанат во бесконечен спектар на форми и облици. Големината и начинот на создавање на снеголките зависи од тоа колку ледени кристали во група се држат заедно и од температурата на воздухот. Снеголките кои паѓаат низ сув ладен воздух ќе бидат мали и прашкасти кои не се држат заедно. Овој вид на сув снег е идеален за снежни спортови. Кога температурата е малку потопла од нулата, снеголките се топат околу рабовите и се држат заедно, притоа стануваат големи тешки снеголки. Вака се создава влажен снег, кој е добар за правење снешковци. Иако снеголките на прв поглед изгледаат слично, веројатноста да настанат две идентични снеголки е еднаква на нула. Кога гледаме во снегот, тој секогаш има бела боја, но дали тоа е навистина така? Снеголките, ако подобро ги наблюдуваме, ќе сватиме дека не се бели, туку безбојни и прозирни, што е логично бидејќи се создадени од кристали на мразот. Белата боја на снегот е илузија која настанува со рефлексија на светлината. Очигледно дека магијата на снегот постои. Снеголките секогаш во хаотичен лед се спуштаат на земјата и создаваат снежна покривка, чија што белина ги разубавува глетките во нашиот град. За жал, снежното задоволство брзо поминува, па максимално треба да ги искористиме убавините и да уживаме во магијата на белата зима. Ги погледнавме сите прилози за денес. Имајте убав ден и пишете ни на Facebook. Чао!